Европскиот пазар е среде пресвртница во која електричните возила ќе го презедат и приматот. Со оглед на активностите на автомобилските производители минатите неколку години, тоа беше и очекувано, но не и дека моментот добро ќе го искористат кинеските марки. Иако се уште далеку од етаблирање, тие напредуваат многу побрзо од останатите, не оставајќи место за сомнеш дека ќе преземат добар дел од колачот. За предизвикот пред кој се наоѓа европската автомобилска индустрија предупредуваат и аналитичарите од Алијанс, кои во својата студија истакнуваат дека заради кинезите до 2030 година европските производители би имале годишно за 7 милиарди евра помали профити. Според анализата, квалитетот на кинеските возила расте, а нивните прифатливи цени токашните компании не може да ги постигнат заради батериите. Ако трендот продолжи, посебно ќе бидат погодени земјите во кои автомобилската индустрија има високо учество во домашниот бруто општествен производ, како што се Германија, Чешка и Словачка. Како заклучок се наведува дека ако Европа сака да остане извозна автомобилска велесила, индустријата мора да се концентрира на пронаоѓање на најповолниот однос цена-квалитет на електричните возила кој е различит за секоја марка. Воедно треба да се воведат и царини на увозните автомобили, да се интензивира развојот на материјали и технологии за батериите и да се натераат кинеските компании да произведуваат во Европа. Истиот пат веќе го поминаа јапонските и корејските производители, па зашто не и кинеските.